Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, најпрво сакам да им биде јасно на сите во Република Македонија. Безсмислената пропаганда и хаосот што се создава во јавноста нема да го спречи МВР, ниту мене како најодговорен во оваа институција да спроведеме професионална, кредибилна истрага, како што доликува на државен орган и да ги откриеме сите злоупотреби, сите аспекти поврзани со фалсификуваните лични карти и за одговорите да биде запознаена на јавноста. Граѓаните мора да ја дознаат вистината. Дозволете да потсетам на неколку важни работи. Општо познато е дека за фалсификувањето на пасоши и лични карти, ова исто министерство повеќе од една година немаше отворено никаква истрага. За разлика од тој период, кога овие работи јавно се игнорираа како воопшто да не постојат, јас веднаш по моето доаѓање започнав истрага. По пријава на неделникот Фокус, штом беа доставени материјалите, лично покренав постапка. Ве посетувам да обрнете особено внимание на ноторниот факт. Повторувам, непобитен факт, дека на запленетите фалсификувани лични карти видливи се датумите на нивно издавање од 2009 и 2014 година. Исто така, имињата и матичните броеви на фалсификуваните лични карти се точни. Нема бегање од фактот дека се злоупотребени идентитетите на граѓаните на Република Македонија. А само државните институции, повторувам, само државните институции поседуваат вакви податоци. Тоа говори дека е можна институционална злоупотреба, на што пак одговор ќе даде истрагата. А само државните истрагата сосема сум убеден дека ќе покаже зашто биле употребени личните карти кои што беа пријавени од неделникот Фокус. До овој момент, она што можам да ви го соопштам, е дека истрагата е исклучително комплексна, повеќе слојна, крајно чувствителна, но и дека одредени сознанија веќе постојат и тие наскоро ќе бидат предочени. Токму затоа не е во интерес на јавноста нејзино дефокусирање со фабрикување случај во случај. Исто колку што не е во интерес на истрагата да се објавуваат во јавноста детали од предистражната постапка. Меѓутоа тоа е работа на јавното обвинителство кое што ја води оваа предистражна постапка. И ова е уште еден доказ за точноста на напишаното во извештајот на Прибе за корумпираноста и криминогеноста на институциите на системот. Почитувани граѓани, времето на медиумски хајки и хистерични пропаганди заврши. Доаѓа време на сериозни законски и професионални истраги што ќе дадат одговори на сите прашања. Законски и професионални истраги ќе следуваат и за сите останати сознанија за злоупотреби на лични документи или податоци на граѓаните во изборните процеси или друго. Контролата ја враќаме кај граѓаните. Промените во МВР се случуваат иако целосното ослободување на узурпираниот систем внатре во МВР ќе се случи после изборите. Едно мора да му биде јасно на секој. Бегање од одговорност нема да има. Секој што го прекршил законот ќе одговара. Нема да има исклучоци, законот мора да важи за сите. Македонија тргна по незапирлив пат кон промени. Да, повелете. Во однос на истрагата и во однос на акцијата, напоменувам дека тоа го води јавното обвинителство. За конкретниот случај приведени се 3 лица, од кои што едното е задржано заради издржување на друга казна затвор, додека останатите 2 се пуштени и веројатно јавниот обвинител ќе презема други мерки. Тоа треба да го прашате јавниот обвинител.
Во однос на тоа дали сум имам контакт со многу граѓани на Република Македонија и од оваа позиција, од позицијата која што претходно ја имав, и тоа воопшто не е важно. Важно е дека се води истрага против секој еден кој што направил било каков криминал или осомничен за било каков криминал. Тоа не ги амнестира никого, ниту мене, ниту вас, ниту било кој друг ако не постапуваме во согласно со закон. Реков дека имам контакти со многу лица во Република Македонија. Апсолутно со многу лица, и кога ви кажувам дека имам контакти со многу лица во Република Македонија, тоа значи дека контакти се можни од секаков аспект, меѓутоа тоа не ги амнестира никој од тие што биле контактирани за спроведување на било какво дејство или акција од страна на полицијата. Впрочем, тоа укажува и самата истрага која што се води внатре во Министерството за внатрешни работи. Па видете, ако се правени фалсификувани лични карти во кои што се искористени податоците на граѓаните, матични броеви, имиња и презимиња, адреси и така натаму, тоа значи или индицира дека можно е да бидат злоупотребени одредени податоци кои што ги имаат државните служби. Тука е и матичната евиденција, тука е и Министерство за внатрешни работи и така натаму, и тоа истрагата треба да се го покаже понатаму. Велете. Апсолутно не е така. Политичките партии добиваат избирачки список, односно извод од избирачки список кој е јавен документ на начин кој што значи почитување на Законот за заштита на личните податоци. Значи, сите информации во делот на истрагата и за тоа што има во документацијата, што има во запленетиот материјал и така натаму, се сознанија кои што мора да ви ги даде јавниот обвинител на Република Македонија, кој што ја води предистражната постапка. Јас сега во овој момент и да имам информација не би сакал да ја злоупотребувам истрагата, бидејќи тоа е противзаконски. Јас да ви кажам дека апсолутно не знам кои лица се бараат по потерници. Има многу лица кои што се барале по потерници. Па не знам јас дали треба да знам, исто како и вие дали треба да знаете, или било кој од нас како граѓани на Република Македонија. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека целата оваа постапка и целата истрага мора да оди до крај, без разлика на тоа дали некој со некого контактирал или не контактирал. Важно е дали некој се огрешил од законот или не се огрешил од законот. И ако се огрешил од законот, тоа за тоа ќе мора да сноси санкции. Тоа треба да го прашате јавниот обвинител. Од МВР не може да ви дадеме информација таква, бидејќи истрагата, односно предистражната постапка според закон е тајна и таа ја води јавниот обвинител. Доколку има такви информации во јавноста или не знам каде, тогаш тоа прашање мора да го упатите до јавниот обвинител. Како? Личните карти, за тоа информирав, се предадени во Министерството за внатрешни работи и тука е веднаш направена пријавата до јавното обвинителство, вештачени се овде, утврдено е првично дека тие лични карти се фалсификат, од каде потекнуваат и така натаму. Тоа се некои елементи кои што беа објавени веќе во јавност. Не.
Прво јас не можам да знам што утвори форензичката анализа, ниту пак е од мој интерес. Важно е дека треба да се направат сите анализи, форензички и други истражувања кои што ќе бидат предадени на јавниот обвинител, понатаму да се води целата работа. Да. Во однос на тоа дека има одредени функционери, носители на позиции и така натаму, кои што уживаа обезбедување и физичка заштита од страна на Министерството за внатрешни работи, ја информирав јавноста. Веќе внатрешната контрола работи во одделот кој што е за заштита на објекти. Веднаш после добивањето на сите информации извештаи од таа анализа и тоа спроведување на постапката, ќе ве информирам и вас и македонската јавност. Очигледно дека истрагата не е завршена, дека се истражуваат, ќе има многу нови моменти во истрагата и тоа што беше кажано од дополнителниот заменик министер е дека тие не биле користени во делот на изборите. Меѓутоа исто така јас тоа не можам да го знам. Тоа треба да го каже јавниот обвинител, а ако тоа не е, тогаш да даде истрагата одговор на прашањето и дали се употребени и зошто се употребени. Министерство за внатрешни работи нема врска да ги чува снимките. И ако алудирате на тоа дека ние сме врзани тоа да го правиме, тоа не е така. Значи, тоа што е побарано од страна на специјалното јавно обвинителство во смисла на заштита на објектот е одобрено во моментот кога било побарано. Меѓутоа, тоа е за заштита на објектот. Мора да го прашате обвинителот кој што кажал дека е нашата публика. Се вршат увид и ќе имаме извештај во нашата публика. Да. Ќе видиме тоа, се покаже. Ви благодарам.